По цели 3 дена молку од смртта на пациентката од Струшко која не беше примена во Охридската болница се огласија тамошните лекари. Прстот го вперија во министерот Филипче, велат дека ако ја примеле пациентката, ќе ги прекршеле препораките и алгоритмите на Министерството за здравство. Се заплеткува случајот со починатата пациентка од Татеши. Цели 3 дена по смртта на заболената 66 годишна жена се огласи од инфективното оделение на Охридската општа болница. Покрај крајно непрофесионалниот и неетички однос на лекарите кои одбиле да ја прегледаат пациентката, зашто основното јавно обвинителство поведе постапка истражувајќи го целиот случај, тие дури сега одврзаа јазик. Вината ја префрлаат на Министерството за здравство. Бела дека во целост ги почитувале алгоритмите за постапување со ваков вид на пациенти кои ги добиле токму од ресорното министерство. Од страна на Министерството за здравство имаме добиено алгоритми за работа со пациенти, кои што нашето оделение ги почитува во целост. Бидејќи се работело за пациент кој бил во контакт со потврден случај од Дебар за COVID-19 и во овој случај постапено е во целост согласно алгоритмот за постапување со ваков вид на пациенти и е побарано да биде извршено тестирање од чии што резултати ќе зависи понатамошното постапување. Согласно алгоритмите на Министерството за здравство, инфективното оделение во Охрид не исполнувало услови да се третираат тешки пациенти. Ова од причина што не поседуваме нити медицински помагала и апарати, нити пак соодветен персонал. Истите треба да се препратат до клиниката во Скопје. Лекарите од инфективно прстот го вперија во министерот Филипче. Велат дека ако ја примеле пациентката, ќе ги прекршиле препораките и алгоритмите на Министерството за здравство. Тврда дека немале упат за прием на сега починатата пациентка, но во период од само 3 дена, од 26 до 28, неинфективно не е хоспитализиран нити еден пациент од Струшко, иако беа донесени со исклучително лоша здравствена состојба. Тако беше случајот со пациентката од Лабуништа, која иако со уреден упат, сепак не беше примена инфективно. Истата ноќ, кога одбија да ја примат и сега починатата пациентка од Татеши, зашто сведочеше докторушка Демиши. Значи, пациентки носиме од наши ветерени, 2 пациентки, со едно возило јас, едно возило Струшката болница, што неќеа да ги примат неинфективно и пациентката во Татеши не доби ни можност да дојде до клиника, до болница за инфективни болести Охрид. Умре дома. И кажете ми сега, што заслужи таа жена во нејзиниот живот за да не добие никаков третман? Ако мојата пациентка беше прифатена од страна на инфектолозите, ја навреме че имав пратено комбе вевчани на свој ризик че ја земеја таа од Татеши, че ја носеа сегде. Докај што че живееше до таму. Ако ја, тази дипломиран доктор, и направив на пациенткава комплетен преглед, па застрани се ти со искуство што стеш од другата страна на прозорот да заболиш. А уште не ни знаеме дали пациенткава е позитивна или не. Скандалозен исказот на лекарите кои велат дека пациентката од Татеши дошла на инфективното оделение придружувана од други лица, при што тие заклучиле дека таа е во добра општа состојба, оти одела сама.